Кле ФМ во одличен ритам сме на 38 минути после 12 часот, кога продолжуваме понатаму со денешното Плей кафе. Ви најавив дека ќе најавиме хуманитарен настан преку гостување во организација на спортското здружение МТБ Караула Струга во недела на 23 април пред Барабар терасата. Со почеток во 10 часот ќе се одржи дружење, кафе муабет, а потоа и символично возење со велосипед до Охрид. Сето тоа е со хумана цел сите учесници во овој настан да донираат за нашиот млад сограѓанин Бојан Крстевски, кој што е на лекување во Италија и потребна му е нашата помош. Деталите околу настанот ги дознаваме од коосновачите на МТБ Караула Струга, Жарко Шоповски и Роберто Аџиевски. Јас ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното Плей кафе. Жарко, правите убава комбинација на дружење, спорт и хуманост. Најпрво да позборуваме околу самата идеја и како детално е испланиран овој настан. Најпрви ви благодариме на поканата што ни е пруживте, се одваживте, не повикавте, ни помогнавте и нас и ни помогнавте за настанот што планираме да го валоризираме. Најпрви морам да потенцирам и да кажам дека не сме толку среќни што организираме ваков настан, каде што треба да помогнеме на болно дете, млад дечко, се чувствуваме малце непријатно. Веднаш што разбравме и ние како здружение се организиравме, така спонтано ни дојде на идеја да направиме нешто и ние за Струга, тоест за Бојан. Ете, најпрви што можевме да викнеме до Барабар е место во Струга кај што е познато, збир каде ќе се собираме сите, кој за кафе, кој за некои други работи. Ние одлучивме тука да ги повикаме сите здруженија што постојат, екзистираат на општина Струга, дали биле велосипедистички здруженија, дали биле планинарски здруженија, дали биле навивачки групи и било све она организирано околу некое тело, што би се рекло дека може да помогнат, а прочем најхумани и најорганизирани се таквите здруженија кои се занимаваат со таква хумана дејност, спорт. Па сега ние еден како мој апел ги повикуваме сите, нема да напоменам имиња на здруженијата, пошто можеби некого ќе изоставам и ќе се чувствувам малку непријатно, ќе помисли некој дека намерно смо го изоставиле, ги повикуваме сите да дојдат. Како го имаме замислено сето тоа е на следен начин. Значи се збираме пред Барабар, се викаме по едно кафе, да се напиеме сите, така, народски кажано, да го испиеме кафенцето, че имаме една кутија со донации, ги повикуваме сите кој колку што може. Знаеме дека тоа ќе биде символично, колку дека учествуваме нешто, ама тагата и она проблемот во нас што го тишти секој човек за млад дечко нарочито, барем на некој начин да си го трниме, да помогнеме на еден начин. Кој колку може да донира. Покрај здруженијата, ја би апелирал да дојде секој граѓанин на Струга и Струшко, истиот ден, колку што може да донираат. Било 50 денари, било 500 денари, да не напоминам во манконоти колку пари, кој колку што може. Ајде да веруваме дека ова ќе биде среќна приказна на крајот, затоа што ако се добие позитивен исход, сите ние ќе знаеме дека на некој начин сме донирале, така што ајде да го гледаме како среќна помош. Па вака, Ирена, многу убаво го каже ова, ние како Караула МТБ здружение навистина сме ентузијасти и влюбеници во овој спорт. Некаде сме коосновачи, заедно со председател од 5 души и околу нас имаме уште едно 50 до 100 луѓе, кои со малтене секојдневно комуницираме на наша страна, си имаме на Вибер и ги споделуваме овие работи. Го молиме Бога пред се, дечкото да ни се врати здрав и жив. Веднаш после тоа, Караула МТБ го даваме едно ветување пред Стружани, дека ќе организираме малку поголема организација за тоа да прославиме што че ни се вратите еден млад живот во Струга и ќе направиме со сите здруженија велосипедистички. Тогаш ќе биде забавно, тогаш ќе биде убавиот дел од приказна. Ќе прославиме, ќе се забавуваме и ќе направиме еден круг околу езеро. Во чест на Бојан. Така, Роберто, кажете ми кој е одзивот кој што го очекувате? Стружани на многу начини досега покажале колку се хумани, но која е бројката на возачи на велосипеди која што ја очекувате, односно колку во пракса граѓаните на Струга ја имаат таа култура на живење да возат велосипед рекреативно, затоа што многумина може да дојдат условно кажано на кафе, но да го прескокнат овој дел. Ајде да позборуваме за бенефитите од самото возење.
Видете, вака да ви кажем прво да ги поздравам сите слушатели на Play Radio. Мило ни е што имаме термин ево да се представиме и да кажеме дека постоиме. Би сакал да апелирам до сите во нашава општина, значи тие што возат активно и тие што не возат, дента да земат учество, да покажат хуманост. Значи не мора да возиме до Охрид, доволно е да се појавиме на настанот, да донира кој колку што може. Сепак се работи за еден млад човечки живот кој што пробуваме вака да помогнеме колку што може секој. Значи не се финансиски средства големи во прашање што може ќе ги собериме, ма сакаме да покажеме дека вредиме. Струга живее за сите и мора да помогне на сите. Кој колку што може. Значи не без разлика на вера, народност и други здруженија, дали се спортски или не спортски, пензионери, нека дојдат пензионерите. Не мора да возат. Да, хуманоста не познава никакви разлики и граници. Сигурно. Очекуваме колку што може, значи ние очекуваме 100, 150 да дојдат велосипедисти, не мора значи до крај да возат со нас. Доволно е само кафето што ќе го испијат, да се види дека Струга сака да помогне на сите. Во принцип на праксата стружани да се возат со велосипед е, да речам сега во наше денешно време, да речам слабо одзив. Сите уживаат со својот автомобил па да дојдат на кафе. А градот ни е толкав колкав што ние не располагаме со паркинзи. Живееме во време во кое што станавме пасивни? Пасивни апсолутно. Здравието тоа не го поднесува. Седнуваме во кола, одиме на кафе во кола, се враќаме дома со кола. Животот... живееме во многу мал град. Живееме во многу мал град каде што немаме потреба апсолутно од користење на возила. Живееме во град кај што имаме природни богатства, го имаме езерото, ги имаме планините, кај што можеме да уживаме во природата. Значи, излегуваме со велосипед, не мора да одиме до Вишни, може да излеземе покрај езеро, до Радожда, да уживаме во убавините, што ги имаме, што ни ги дала природата на самово место тука. Тоа треба да се практикува што почесто. Би апелирал до сите да заборават на автомобилите баре еден ден во неделата и да ги користат своите велосипеди. Сепак велосипедизмот и било кој друг спорт влијае на самото здравје на човекот. Во здраво тело здрав дух, сепак се рекло така. Така, кога сме кај здраво тело и здрав дух, жарко да позборуваме за историјатот на спортското здружение МТБ Караула Струга. Кажете ми од кога постоите, колку членови броите, кои активности ги имате, периодов и секако мисијата која што ја имате со самото создавање. Ти благодарам на прашањето. Историјатот на МТБ Караула датира многу одамна, но како правен акт се формиравме јануар месец оваа година, го регистриравме со сите нишани што би се рекло по наши, веќе постоиме како МТБ Караула. Кој е историјатот на нас, ако сакаат да љубениците на велосипедизмот да го слушнат и да го практикуваат, е следното. Ние постоиме некаде од 2010 година, активно се занимаваме со возење на велосипед. Тука сме на групација на неколку луѓе, да не ги напоменувам, тука е Роби, со мене Моби Роби, Сашо, Љупче, Лазе, Ангеле, неколку луѓе кои што се обединивме воедно и сакавме да направиме здружение МТБ Караула. Која е нашата цел пред се? Е многу битна. Нашата цел е да промовираме и да придобиеме што повеќе членови. Колку членови броиме се малте не, ако слободна рака ти кажам, сигурно ќе преюдицирам дека е многу или малку, сигурно имаме на 100 до 200 поддржувачи кои се на наша страна. Дел од нив и не се возачи, а не поддржуваат. МТБ Караула има една голема среќа што се наоѓа во Струга и Струшко. Ние имаме кралицата на планините, тоа е кралицата Јабланица, една велелепна планина, каде што е накитена со многу убави македонски и албански села, кои што датираат од самата граница со Албанија, од почетокот и до крајот со Дебарскиот крај таму. Значи, имаме неколку добри врвови, каде што малте не можеме секој викенд да ги посетуваме со велосипед и на вистина секој одење таму, се чувствуваме едноставно како да си прв пат, а си пошол по 10 пат. Секогаш е ново доживување. Навистина секој пат е ново доживување и ние веќе апелираме до сите млади влюбеници. Морам да кажам и дека покрај тоа што сакаме да возиме, има еден мал проблем кај што нашава
нашава бранча се вклучува со еден проблем кај што реквизитите, опремата, велосипедите се многу скапи и малтене ние се карпариме и издружението наше си помагаме еден на друг со било каква опрема, за ако нема роби му давам јас, ако немам јас ми дава роби и обратно, то може да му помогнеме и на сите млади дечки. Нарочито апелирам до девојките, девојчињата, што повеќе да се вклучат во возење на велосипед. Затоа што кога девојчината ќе дојдат на нашите тури, јас сум сигурен дека покрај нив ќе дојдат уште толку машки млади деца, каде што дружењето ќе биде, а ние чичковците ќе бидеме во ситуација да им помогнеме, да ги заштитиме, за да безбедно појдеме и безбедно се вратиме назад. Така, верувам дека на овој настан на 23 април ќе имате многу голем одзив, без разлика и млади и стари треба навистина да дојдат и да направат убава комбинација на хуманоста и спортот, како што вие имате идејата и ја реализирате, а ние како медиум ќе ги следиме сите оние настани кои што ги организира МТБ Караула Струга и ќе ги информираме граѓаните, ги повикуваме да ви се приклучуваат во што поголем број. Многу ви благодарам за ова гостување и верувам дека ќе имаме поубави мотиви и причини да ни бидете повторно гости. Јас ви благодарам од срце, од моје име и од име на МТБ Караула. Навистина ми беше огромна чест и задоволство што бевме ваши соговорници. Апелирам еднаш до сите стружани и Струшко да се одважат, да го посетат настанов, да му помогнеме на Бојан да ни се врати здрав и жив. Така, ние како медиум ќе го проследиме настанот и сите впечатоци секако ќе им ги пренесеме на слушателите. Продолжуваме понатаму со денешното Плей кафе.